На линија веќе имам Кристина Атовска која повторно се вклучува од Киев. Кристина, таму се огласија сирените за воздушен аларм. Докаде е посетата, дали се стигнати високите гости и што се случува? Токму така, Сашо, прво се огласија алармите за Киев и во регионите околу Киев. 5 минути подоцна речиси цела територија на Украина е во црвена фаза и е под аларми. Дури и оние најзападни делови на Украина во овој момент се под аларми. Овде властите пуштија уште една дополнителна порака, што обично не е случај, бидејќи алармот сам по себе е доволен. Уште еднаш подсетија дека кога ќе се вклучат алармите треба сите да одат во засолништа и подсетија дека метростаниците исто така функционираат како засолништа. Гостите пристигнаа пред околу половина час на метро, поточно на железничката станица. Таму беше строго обезбедување, исклучиво новинарите кои тие делегации ги донесоа со себе, извадија или пуштија еден инсерт од излегувањето од ВОС, на никој друг не му е дозволено воопшто да стигне до таму, а овде во центарот на Киев, каде што треба да дојдат високите гости, буквално цел град е под опсада, а околу оние најважни инфраструктурни државни згради, полицијата веќе ги легитимира и поминувачите и ги враќа назад. Ако може да забележите, токму затоа и е направена оваа гужва од возила, сите тие се застанати, се уште не им се дозволува да поминат, но предпоставувам дека ќе мора да се расчистат од овде и овој простор цел да остане празен, така што веројатно ќе ги пропуштат оние кои се најдоа во моментот заглавени овде, но сепак и тоа е неизвестно. Високата делегација предводена од тројцата високи челници од државите од Европската унија, како што кажавме, Германија, Франција и Италија во овој момент се на пат од железничката станица до една од овие згради, но како што поразговаравме и утринава и за оние лоши предвидувања, како што можам да кажам, веќе се остваруваат барем кога се во смисла, кога се работи за алармите, бидејќи алармот никогаш не се огласува без потреба. За да се вклучат алармите, тоа значи дека мора да биде забележана некаква активност на небото во правец во кој што се огласуваат алармите. Кристина Атовска, благодарам за ова вклучување. Ти си таму и може би во вестите во 11 часот имате прилика со колегата Александар Петрески уште една размена на информации да видиме ова како се развива. Инаку утринава кога рековме дека доаѓаат Макрон, Драги и Шолц во Киев, тие доаѓаат со специјален воз, бидејќи во Украина не може да се лета, па си помислив дали тој воз е блиндиран. Предпоставам дека има одредена ниво на безбедност што ги штити од вакви евентуални непријатности. Кристина Атовска ќе остане на линија со нас и за подоцнешно вклучување доколку нешто се смени. Кристина, благодарам и ти си предпоставам на пат за солништво, ако не се лажам негдека во подробите. Искрено не баш. Сепак би сакала да останам во центарот да видам што ќе се случува надвор, па доколку се случи нешто во близина, може би ќе побарам за солниште, но во овој момент сепак ќе останам надвор со останатите колеги да ја проследам состојбата, дали нешто ќе се случи. Инаку да, од нивните, како што споменав, нивните новинари објавија неколку фотографии од внатрешноста на тој воз, како што спомена, на вистина е специјален воз, патуваат во посебен вагон прикачен за возот, така што да, можеме да предпоставиме дека е блиндиран и дека се работи за вагон кој ги исполнува највисоките мерки на безбедност. Кристина Атовска, благодарам од Киев. Нема ни една сторија која е поважна од здравјето и сигурноста на новинарите. Само да подсетиме, јас знам дека Кристина ги знае овие стари новинарски правила.